И време е за вториот разговор ова утро. Ова утро имаме навистина преубави рачни изработки, изработени од хартија, од вредните рачиња на дечињата кои што го посетуваат едукативниот центар Пеперутка, кој што ни се наоѓа во населба Кисела вода. Еве, ке видите сега нашата масичка е со цвеќиња изработени од хартија, а се по повод Денот на жената 8 март. Да ги представам нашите утрински гости ова утро. Ќе почнам со наставничката Наташа Ристеска, собственик на едукативниот центар Пеперутка, професор по оделенска настава и магистер по настава. Добро утро, Наташа. Добро утро. Давид Блажовски и Јана Богдановска. Давид и Јана се членови на едукативниот центар Пеперутка, ама воедно се и четвртооделенци од основното училиште Кирил Печиновик од Кисела. Така, убаво кажав, не погрешив. Добро ви утро, ви благодарам што сте ова утро заедно со нас и што ќе, додека си разговараме, сите заедно. Јана и Давид донесоа полунаправени изработки на кои што ќе им стават цвекенца и веднаш да си кажеме дека овие изработки кои што ќе бидат готови за 15 до 20 минути, ова е сега цвекенце и ќе има цветчиња тука поставено, ќе одат и двете изработки во рацете на еден наш гледач кој што ќе ни се јави, ќе го остави телефонскиот број и ова оди кај вас како подарок за 8 март. Ако е жена, ако е припадничка на понежниот пол, ќе биде убав подарок од вас за незе по повод Денот на жената, а ако е маж, ќе може да го подари ова на својата поубава, понежна половина или веќе на кого сака, на некое лице од женскиот пол. Добро утро уште еднаш. Ви благодарам што сте наши гости. Вие може да повелите да си работите, да имате доволно време да ја изработите оваа изработка. Додека јас со Наташа разговарам малку околу едукативниот центар Пеперутка, една куса информација, една лична карта, од кога е формиран, од кога постои, кои му се цели и активности. Добро утро, ви благодариме на поканата. Како што напоменавте, значи ние сме од едукативниот центар Пеперутка. Центарот 9 години функционира. Формиран е 2015 во Кисела вода сме лоцирани. Целта на центарот е да ги згрижува дечињата пред и после училиште, да ги совладаат наставните содржини, да ги напишат домашните задачи и да се разјасни тоа што не е јасно. Така. Слободниот дел од денот, што го поминуваат ке нас, после совладувањето на наставните содржини од училиште, е со работилници и едукативни игри. Е, она што е сега повод за вашето гостување овде, се токму оние работилници, односно работилница која што ќе организирате по повод 8 март, Денот на жената, ќе се случува во петок. За кого е пред се наменета оваа работилница? Значи, работилницата е намената за дечињата кои го посетуваат центарот и за престојните празници, во случајов 8 март, организираме во петок работилница. Темата ни е 8 март, Денот на жената, изработуваме цвеќиња, украси, честитки кои ќе ги дадат дечињата дома за своите мајки, баби, стрини, војни. Да. Е, сега, ова е актуелно периодов, бидејќи сте вие и оделенски наставник, нели, не доаѓате од училиште. На часовите, предпоставувам, по ликовно, по сликање, по техничко се изработуваат веќе еве овие честитки. Еве овде до мене има една честитка, убава. Мислам дека и во училиштата, и во градинките се изработуваат еве овие преубави рачни изработки, честитки од дечињата за нивните мајки. И мислам дека ова е најубавиот подарок една мајка, една жена што може да го добие, нели, цвеќето ќе го оставам настрана, бидејќи тоа ќе се исуши после 5, 6, 7 дена, а ова е тоа што останува како спомен, а најмногу тоа што е изработено од вредните рачиња, детски рачиња, од нивните дечиња. Има овде, еве ги гледаат веќе и гледачите, преубави на вистина рачни изработки, тоа се од сите ученици кај вас што одат во центарот. Да, ова се само дел што можевме да ги донесеме кај вас во телевизија. Да. Само дел секако. Изработувате, кога имате едукативни работилници, работите исклучиво од хартија?
само од хартија, поголемиот како дел, оригами, нешто да, така? поголемиот дел, бидејќи се полесни за работа, се сецкаат и се лепат. За разлика другиот материјал е малце поспецифичен, но за нова година исто така имавме бомбици изработувавме, од бомбиците правевме елка, така да... Бомбици од хартија? Не, чоколадни. Чоколадни? Чоколадни, да. Значи сте внеле и малку кулинарство, така Да. во Исто така ја правевме и шишарки, значи секоја тема си идејата си носи со што ќе изработуваме, но најчесто е со хартија. Еве, се гледа веќе како изгледаат овие изработки. Да, вистина сте и Јана и Давид брзи. Веќе си имате искуство, ова цвече може да падне, само малку внимава, еве од оваа страна. Сега сакам вас да ве прашам, вие сте во 4-то оделение, така? Наташа, може малку да им подпомогнете, ете го цвечето тамо падна кај вас. Колку време сте вие членови на Едукативниот центар Пеперутка? Една година. Како вие тамо? Како вие, кои се вашите впечатоци, како си поминувате, како ви изминува времето? Убаво. Покрај тоа што ви помагаат тамо околу учењето, што е она друго што си правите со вашите другарчиња? Има дружење? Да. Организирате забави околу празнициве? Да. Да? Одите вие двајца на некои останати активности? Може би спортски активности, посетувате некои во училишни активности? Освен тоа што сте членови во Пеперутка? Да. Кои? Одам на одбојка. На одбојка? Во училиште? Да. И на Добро. кошарка во училиште. До сега имате учествувано на надпревари? Да. Да? И како се котира вашето училиште? Добро. Победувате? Да. Да. Ја не сум била на Не на надпревари, само на одбојка, така? Да. Морам да напоменам дека изминатиот период дечињата беа пријавени на надпреварите по природни науки, математика и постигнаа солидни успеси. Да. Покрај тоа, претпоставам дека дополнително се тоа што се... Да, значи кога ќе ги завршат активностите што им се дадени од наставничката од училиште, доаѓаат во центарот, ги пишуваме домашните задачи и се учат лекциите, се повторува тоа што е материјата и кога ќе има тестови или во случајов надпревари, се фокусираме на тој дел за да се повтори материјалот, да се подготват за тие надпревари или тестови испрашувања. Да. Од која до која возраст најчесто ви се дечињата во Едукативниот центар? И дали се тоа само од училишта во општина Киселавода или може од било која општина да дојдат во Скопје да бидат ваши членови? Наменато е за дечиња од оделинска настава, од 1 до 5. Тие доаѓаат секој ден во центарот и се во просек по 4 часа, каде што можеме да го совладиме материјалот. А поголемите дечиња, односно погорните оделенија од предметна, доаѓаат на индивидуални часови, најчесто тоа е за математика. Да, предпоставив дека е за математика, физика или хемија, Да. така. Во Кисела вода сме лоцирани и ги превзимаме дечињата од трите училишта што се блиску до центарот. Доаѓаат во центарот најчесто тие дечиња, но имаме и од другите општини каде што родителите се во можност да ги донесат во центарот. Покрај работилниците и покрај овие, како што им кажавте, дека им помагате во учењето, правите ли можеби, еве сега по повод Денот на жената, Нова година, дали правите забави за дечињата кои што ви се ваши членови? Да. И што е она што се споделувате меѓу себе? Како им поминува еден ден кај вас? Правиме забави како што рековте за престојните празници. Работилницата ќе ја завршиме и потоа имаме слободен период каде што се посветува на забава. А инаку еден ден на дечињата во Едукативниот центар, доколку се прва смена во училиште, ги превземаме по училиште, доаѓаат во центарот. Се објаснува тоа што не е јасно, се пишуваат домашните задачи, се учат лекциите. Кога ќе се заврши сето тоа, ќе се увиди дека се е завршено од тој наставен материјал, се насочуваме кон едукативни игри. И тие едукативни игри се во слободниот период, каде што повторно дечињата го совладуваат материјалот, ама на база на игра. Преку игра. Да. И кога ќе дојдат дома, потоа веќе нема потреба од учење, тие се веќе се си имаат научено за следниот ден. 99% да, бидејќи секој дете индивидуално го совладува материјалот, но во глобала се завршени сите активности и се слободни за родителите кои ќе ги превеземат од нас да одат на други активности. Како спорт и рекреација, така, бидејќи од учење веќе
Доволно било во текот Да. на денот. Има ли интерес за овие, да кажам, за вакви едукативни центри Да. од дечињата? Има ли потреба? Потреба има се повеќе и повеќе во однос на тоа дека наставната програма постојано се менува и начинот на живот и култура бара кај нас да ги посетуваат дечињата тие центри. Реално во Скопје имаме многу малце вакви центри кои посветуваат внимание на децата. Искрено пред короната имавме 30 на дечиња кои беа запишани во центарот и уште 30 беа на листа за чекање, бидејќи не можеме да го постигнеме, да. По короната малце се намали, но сега се враќаме повторно на постара, да. Ова е веќе, мислам дека скоро готово. Така, ова изработка, ова би му дошло и кебана, цвеќе, како цвеќе во вазна, во вазна, да. Свежо цвеќе, односно ова е сега цвеќе од хартија. Вие ги донесовте веќе подготвени, бидејќи немавме време нели толку да се тоа се исецка, меѓутоа еве се виде и се гледа дел од изработката, може да видат гледачите дека навистина ова се изработки од овие рачиња на Јана и на Давид, колку они вредно работат еве и посветено. Дали си готова? Да? Ова сега ќе го покажам. И ви благодарам што ќе го подарите на еден гледач, ќе ги подариме овие две или на двајца, еве, ако има интерес може и двајца да се јават, нека ги остават податоците во режија. И ова е навистина, еве, гледате преубава рачна изработка од Јана. Давид, и твоето е готово, така? При крај си? Мислам дека има на уште едно место, еве, Наташа ќе подпомогне. Ете, и тоа може да оди кај еден наш гледач, убава изработка. Сега, Наташа, да ве прашам, 8 март ке заврши, ни доаѓа Великден. Да. Тогаш предпоставувам исто така си имате работилница, ама каде завршуваат сите овие изработки? Значи секој детенце си ги носи дома? Да, така? секој детенце значи се изработува по сега конкретно нели за 8 март букетот, за Великден имаме бојадисување на јајца, за Нова година имавме шишарки. Значи се она што ќе го изработат си го носат дома и плюс останува по еден примерок за во центарот. За во центар. Сега, јас не следев, ама мислам дека не отидоа фотографии. Имавме ние и фотографии од изминатите. Еве, може да се видат и некои изработки. Еве, ова е по повод Великден. Исто се ова изработки од хартија? Не, ова се од стиропор. Од стиропор. Да. Ова се стиропор и повторно од хартија се останатите изработки. Има ли интерес кај младите конкретно за работилниците? Бидејќи тогаш не се учи, меѓутоа се развива кај нив оној уметнички момент, нели? Каде што може нивната креативност да дојде до израз. Од каде им доаѓаат идеите? Дали се тоа со ваша помош или може би тие веќе си знаат нешто, си имаат нешто замислено, па што би сакале да направат? Во принцип, недела дена пред да почне работилницата, во зависност кој празник не следува, ги насочуваме децата дома да си погледнат што ги интересира, што би креативно би можеле да направат. А иначе идеите во Пеперутка ги правиме јас и моите колишки, каде што подготвуваме материјал, како што видовте, овие од хартија треба да се испринтаат, треба да се сецкаат за да бидат подготвени. Да се набојат, така. Да биде се како што треба. И оваа ваша изработка е готова, така? Па да. Или има уште место за уште едно до две цвечиња. Сепак успеавме да ги доработиме за овие колку минути, 15 на 20 минути и навистина преубаво изгледаат. Да ве потпрашам уште нешто може, сега веќе не сте толку уплашени, кога дојдовте бевте малце повеќе. Мислам дека помина тремата, нели? Не е така страшно? Да? Дали им препорачувате на вашите другарчиња да дојдат во Пеперутка да се дружат заедно со вас? Да. Убаво вие тамо, убаво си поминувате, нели? Да. Кажете ми дали имате какви ученици сте, да не прашувам, сигурно ви сте сите петки. Да. Така, да си ги поздравите сега другарчињата, ако ве гледаат од оделението, да ја поздравите можеби наставничката, колку што разбрав во исто оделение учите, нели? Да. Да? Ќе поздравите некого? Имате можност? Мама, тато, другарчиња? Поздравете си ги другарчиња. Само да. Добро. Еве поздрав до кој оделение сте? Четврто. Четврто, ама кој е четврто? А. Четврто А во училиштето Кирил Печиновик. Поздрав до класната, до наставничката, поздрав до вашите другарчиња кои што
мислам дека сте втора смена, значи не губите од часови сега, така? Втора смена се во училиште, прва смена се во центарот, бидејќи доколку се втора смена во училиште, од Сабајле ги носат родителите ке нас, истиот принцип на работа и потоа си одат во училиште. Да. Сега пред самиот крај на разговорот, имате ли можеби некоја порака, нешто што сакате да им кажете на вашите другарчиња? Еве, Јана, Давид, да не биде само со да, нешто да им кажете на другарчињата? Да се запишат во Пеперутка. И да таму да се забавуваат со нас и да учат со нас. Сакаш, Давид, да сликаш, да црташ, ти се интересни овие работилници, Да, активно многу. учествуваш, Да. така? Да. Да. Што ќе подготвиш на мама сега за 8 март, ќе кажеме или ќе биде тајна? Па не знам уште. Се уште не? Да. Јана? Имаш можеби некоја замисла? Јас ќе направам на мајка ми честитка. Честитка. Така, еве како ова до мене, денот на жената или можеби таа тамо црвената честитка, така? Да. Добро. Наташа, пред самиот крај на разговорот да ве прашаме еве и вас, кажавме кои се идните активности, идните планови. Предпоставувам дека вие секогаш забавно, бидејќи имате најубавата работа за мене на светот, кога се работи со деца, нема ништо поубаво, поискрено од тоа. Сакам да ве прашам да кажете ви еве една порака за крај и колку е интересно и колку мислите вие дека е потребно да има вакви едукативни центри во Македонија или во Скопје. Не знам во другите градови дали има, предпоставувам дека Во неколку градови има, мислам дека Прилеп, Битола, Куманово, колку што јас комуницирам со колегите. Наискрено, вакви едукативни центри се повеќе треба да има и треба повеќе да се посетуваат од страна на децата. Морам да напоменам дека никој од дечињата тоа го размислуваат дека ако доколку дојдат во центарот е казна, доколку треба да пишуваат и да учат, но кога ќе го совладат материјалот, кога ќе ги добијат солидни оценки, веднаш го променуваат своето мислење и ги насочуваат и другарчињата дека треба да дојдат. Еве конкретно од нивното деление се повеќе дечиња, така да сами си знаат кој е бенефитот од посетата во едукативниот центар. Ви благодарам многу што бевте ова утро наши гости, ама веќе мора да го превршуваме разговорот, бидејќи си имаме уште една тема. Исто така поврзана со денот на жената 8 март, можеби ќе се видиме со вас следна прилика, можеби да дојдеме и кај вас во центарот, па таму да подготвиме и прилог.